Другари и другарки, здраво! Јас сум Нина, а ова е новата сезона Децата зборуваат, односно Децата зборуваат сезона број 2. Како што знаете, се наоѓаме во нашето царство, се наоѓаме во Тимота и ги пиеме најубавите сокчиња на Витаго Соко Горица. Нашата прва другарка за денес има едно прекрасно име и се вика... Како се викаш? Ана. Погласно. Ана. Ана, колку години имаш? 5. 5 години. Кажи ми, кога ти беше родната? Сега брзо? Или не? Да. И зашто сакаш да ти биде за следниот роден ден тортата? Сакам да биде мојата следна торта, сега да бомбони нешто обожавам. Што ти е толку убаво во гумените бомбони? Што ја толку убаво? Зашто се толку убави и ни дават по 3 или 4. По 3 или толку многу ти дава? 3-4? Не, или 3. Или 3? А си имаш ли некојаш и само? Не. Не? Само тоа што ги ти даде? Да. Така? Кој ти дава најмногу гумени бомбони? Да. Ева. Ева, ајде да ни кажеш нешто за твојата сестра. Ние ја запознавме тука и е прекрасна. Кажи ми, колку години има твојата сестра? Поголема. Ева и колку години имаш? 10. Кажи ми, со Ева, што најмногу си играте? Нејзините работи. Кои се нејзини работи? Па не знам, она нешто си размислува да играме, после не досадно да играме, ајде и друго да играме. И се менјавате малце од нејзините, малце од твоите работи? А кои се твоите? Не, кој е досадно да играме, тогаш престанува. А игра ли Ева од твоите игри? Никако. Никако? А тебе, кои ти се најомилени игри што ги предлагаш на Ева да ги играте? Кои ти се тебе, маче, најомилени игри? Тие што ги вика се Ева бебешки, која не можам други да размислам. Тие, кои се бебешки игри, кажи ми? Не знам. Јас слушам дека има некоја игра што многу ја сакаше, се вика Уно. Да. Каква е таа Уно игра? Дали е бебешка Уно игра? Не. Не е бебешка, значи ете гледаш не играш само бебешки игри. Каква е таа игра Уно и што се прави, како се игра? Не, па така играме и Ева Сара, Ева игра, ајде уште еднаш да играме добро. Тоа Ева ја вика не. А кој победува највеќе во Уно кога играте? Ева. Ева е победник во Уно? Да. А ти? Ја никогаш. Ти кого најмногу го победуваш? Еве, ако сестра ти е шампион, кој е второ место? Кој ајде го победувам е мама и тато. Мама и тато, честитки. Морам вака ти направам честитки за победите во Уно, а други некои игри што ги играш интересни, например, која игра со баба? Со баба, учителки, добрика да играм учителки, си играм понекогаш со Владимир. Кој е Владимир? Братовчето ми. Ја не го знам Владимир. Или со Доротеја која сум во Прилеп. Ти на секој место си имаш најдобри другарки. Дали најдобри другарки имаш во училиште, односно во градинка, извини? Да. Која ти е најдобрата другарка во градинка? Ева. Ева ти е најдобра другарка? Но добро не Ева, туку другата. Значи тебе и сестра ти најдобрата другарка ти се викаат Ева? Ама стој, Ева, сестра ми не за таа, не знам за таа, за другата Ева. За друг. Ти така ги бираш по име, тие што ќе ти се најдобри другарки, сите што се Ева ти се најдобри другарки. Или не? И имам и другар, оди сега во школа, не оди овде. Јан, значи Ева и Јан. Ева кажа дека Дада е поголема од тебе. Што мислиш, од колку години се станува голем? Од 9, од 10, од 11, од 12, 13, од 14. Значи од 9 до 14 години. Тебе што колку ти недостасува за да бидеш голема? Бројиш уште колку години ти фалат? Не се уште многу, јас мислам. Ми треба уште 6 години. Уште 6 години да бидеш голема? 6.
Кога ќе бидам? И кажи ми, што е разликата од тие што се големи деца и од тие што се мали деца? Што мислиш? Што прават големите деца, што прават малите деца? И за малите немам појма, за големите немам појма. И како гледаме кој е голем, кој е мал? Така. А дали имаш ти некој домашно милениче или сакаш да имаш домашно милениче? Уште немам. А сакаш ли некој домашно милениче да имаш? Сакам. Што би сакала? Куче. Зошто баш куче? Папагал се заргавам. Папагалата го сакам за да ни рика, за да ме разбуди од спиење покасно. Сакаш да кажеш дека ти си голема спанка? Не, сакаш да спиеш? не. Туку сакам да ме разбуди папагалот, зашто пред ноќ ме заспива тешко пред ноќ, иначе гледам да Ти спијам. Како така те заспива да ти гледаш? Па така, да викаат и двата папагали, ева има еден папагал, неизина, за да викаат двата папагали гласно да се разбудам. Како вика папагалот неба? Пак ја во негојаш ќе ме вика гласно, но сакам погласно и за да ме разбуди. Да, и плюс ќе купиме 300 папагали. Што ќе правите вие со 300 папагали? Ти не можеш да ги доброиш тие 300. Што јадат папагалчињата, кажи ми? Па ќе им турам јадење па од рака ќе им дадам на сите. Не ти е страх? Не. А што мислиш, кој има најомиленото јадење на папагалите? Ако на тебе ти е гумени бомбони, на папагалите кој има омилено јадење? Гумени. И они јадат гумени бомбони? Не, туку јадат јадење од папагали. И папагалско јадење? Да, папагалско јадење. Дали мислиш дека папагалите имаат другарки и другари? Ќе имат. Кога ќе имаат? Кога ќе ги купиме сите папагали од цела продавница, тогаш ќе имаат. Да, и тогаш ќе си бидат другарки и другари сите. Што мислиш, како се разбираат папагалите? На кој јазик зборат? На нивниот. И како се разбираат? Ако збориш на нивниот јазик, тогаш ќе се разберат. Ти знаеш да збориш на нивниот јазик? Само може да знам, зашто само викат и можем да викам ја. А како ги разбираш кога сака кога папагалчето на сестрите кога му се јаде? Што прави за да ти каже, да ја каже на сестрите дека сака да јаде? Вика. Како? Има некој посебен звук има посебен звук за кога му се јаде, кога му се игра или не, секогаш исто вика. Не вика. И за будење исто вика. 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 Заспиеш ти. Значи, ако му туре јадење, тогаш одма го јаде и пак му се јаде во истиот ден. Многу гладно тоа папагалчето баш. Така, значи, му тураме јадење и одма му се јаде пак. А кажи ми, папагалите спијат ли? Да, спијат кога ќе биде темно. А од кога знаат во колку часот да ве разбудат вас? Се разбудуваат ноќески ме разбудуваат во све. Што значи тоа желба? Што си мислиш? Дали ние кога спиеме и месечината? Не. Што правиме тогаш ние кога спиеме? Едно прашање, нема очи. Да, има логика, ако нема очи како ќе спие? Нели? Па месечината кога месечината туто нема очи. Затоа не може да спие? Така? Па има логика, ти кажам право. Нема очи. Нема очи? Не. Не, па не знам, си ја видела ли некој месечината како изгледа? Не. Од каде знаеме? Плюс нема очи. Плюс нема очи. Плюс нема очи, да. Ние можеме да видиме, на нас не, затоа што нема очи. Кажи ми, што е тоа досада? Што? Досада, што е тоа? Не знам. Не знам зашто ме прашуваш. Или некој ќе ти рече, леле, ама ми е досадно, дали знаеш што значи тоа? Па мене секогаш ми е досадно. И што правиш за да не ти биде досадно повеќе? Гледам на таблетот. Што ти е најомиленото нешто што го гледаш на таблетот? Пинк Пантер. Пинк Пантер. Каква боја е Пинк Пантер? Па само
Розова. А тебе која ти е најомилената боја? Сина, Сина? темно сина. Зошто баш темно сино од сите бои? Зашто ми е омилена? Како топката. Да. Кажи ми, што од тебе најмногу ти се допаѓа во тимото? Кога играме со другарка ми Ева. И Ева доаѓа во тимото. Мгм. А, мора да ја донесеш тука да запознаеме. Ќе ја донесеш? Да. Дали се добри наставничките? Да. Да, како ти се вика твојата? Што? Како ти се вика твојата наставничка? Што како? Ева, две Еви. Да, две Еви. Кога двајца се караат, како би ја довршила? Кога двајца се карат, ја ќе ги подвојам тоа све. Одлично, одлично. Но што да направим? Да ги оставам така да ми... Значи ти си третиот кој што ќе ги одвоиш, така? Да. Кој рано ране, односно кој станува рано, како би довршила? Ако дете стане рано и ако му се јаде, ја ќе си направам сама јадење. Значи кој станува рано, треба да стане прв да јаде. Да. А ти што правиш прво кога ќе станеш од спиење? Јадам. Јадеш? И Гумени се бомбони? мијам рак. И се мијам. Тоа е многу битно, така? Да се Да. смиеме, да се најадеме. Тато, не јадам гумени кога ќе станам од спиење. Кога јадеш гумени? Потоа попосле. А освен гумени бомбони, кој ти миле на јадење? И шпагети. Што убаво. Научиш ли нас да играме и ние да играме односно? Да, значи, први, кога се играм Уно, значи, така први ги правиш така картите и после сечиш и ги оставаш онда и после ги даваш неколку карти на другите и ги оставаш другите карти таму назад и кај што ги остави тие што ги сече тој што ги сече тој почнува прв ако има така кругче и една ваква линија, баш ваква крива линија, тогаш е стопиран и може друг да фрли кој што иди после него и после така се игра и кога тој ќе победи и ако сакаш пак ќе одиме од почеток со Уно. Аха, а како се бира кој ќе победи? Не се бира. Или кој ќе остане последен со карти, или кој ќе нема Тој што ќе остане последен со карти изгубува, а тој што нема веќе ниту една карта е победува. Аха, ти колку пати до сега си победила во Уно? Дали си избројала? Не. Не? Колку вака мислиш, многу? Мислам дека 5 или 6 или 7. Поише од сестрата или помалку? Помалку. Помалку од Зашто сестрата. секогаш кога играме со сестра ми Уно, тогаш Ева ме победува на секој 2 минути. И што И кога правиш? играме X0, И X0 те победува. И што правиш да, кога те но во победи? X0 ја никогаш не победувам, значи вака, значи кога да игра X0, Како значи се? први сретеш две линии прави, после две линии легнати и црташ X и после другиот црта 0. X па 0 е тој што ќе има права линија или крива линија, тој победува. Сакаш после да изиграме една партија X0? Да. И кажи ми, кога ќе победи сестрата, ти ја честиташ победата? Не. Што правиш? Ништо. Што правиш кога не правиш вака честитки, дадо, честитки за победата, пак да победиш? Не. Па како и правиш? Никако. Се растажуваш? Не. Има нека солза? Не. Или викаш да уште една партија за да победам тебе? Викам уште една партија, но не, ме победи милион пати.
Ја мислам, знаеш ли како се победува некој? Кога многу ја вежбаш таа игра, и кога вежбаш веднаш ќе победуваш. Така да ти треба да вежбаш. Дали имаш избрано со кого ќе вежбаш? Не. Со баба, со мама, со тато, со кого ќе вежбаш да победиш тата? Не знам. А дали победникот кај вас во игрите добива нешто или само така се победува? Не, само така победува. Само така победува. Ти за награда ако си победник, што сакаш да добиеш? Ништо. Некој папагалче? Не. Замисли за секој Сладолед. Много ладно време сладолед? Од што вкус сладолед најмногу сакаш? Може од карамела. Може. Јас се согласувам дека може од карамела. Дали возиш повеќе точак или тротинет? Или ни точак или тротинет? Понекогаш повеќе возам тротинет, ама сега возам повеќе точак. Ама секогаш точакот ме удря во колената. Со помош или без помош не возиш? Со помош си возам, но помошните ми се каат. Па ја мислам дека е време да ги сведиш една по една. Мислиш дека можеш со без помошни? Зошто не можеш да како вози? Па Ева вози без помошни зашто е голема, а ја возам со помошни зашто сум мала. Ти ми кажа дека уште за неколку години ти ќе пораснеш, така ти ќе можеш за неколку години. А може Ева да те научи? Не. Синиот точак, не, тато може. Тато ќе те научи, значи тато му даваме Со на задача. Ева точакот тато ќе ме научи. Значи му даваме на тато задача да те научи со една Ева точакот да возиш и ти. Да. Така? Да. А тротинет? Сакам сега денес да ме научи, зашто сакам да возам голем точак. Сакаш сега да те научи? Па ние да излеземе сите надвор да не научи. И јас не знам да возам точак. Дајде. Ја на голем или на Ќе мал? ги донесе и двата точаци, големиот точак. Тој е многу голем. Да, не можеш да си ја качиш на ногата. Ќе не можеш ни да седнеш. Добре? А ја ќе не можам ни да седнам на Ева. А Ева точакот на големиот вози или на помалиот? На големиот разбира. Ева многу е голема. Не на тато големиот, не на мама големиот, туку на синиот. Другарчињето ќе мисла дека имаш сестра толку голема, поголема и од мајка ти и од татко ти. Дека те не голема. Не. Па и голема е да знаеш дека сестрата. Па таа е голема, но тато е поголема. А кој е главен кај тебе дома? Мама, тато или дада? Или ти? Кога се двајцата дома е Ева главна, кога е тато дома е тато главен, кога е мама дома е мама главна, кога сум јас сама дома и јас сум главна. Ти некогаш остануваш сама дома? Не. А значи да им речеме да остават некогаш сама за да бидеш ти главна, така? Да. Кажи ми И дали... ќе си јадам сама гумени. Леле, замисли како би било тоа сама дома, сама главна со еден куп гумени бомбони околу тебе. И едно тањерче со сладолед од карамел. Фантазија. Да, фантазија, ќе јадам све. Ќе јаде се. Кажи ми дали ти беше интересно? Така ми биде интересно тотално и едва и ќе видам и едва и ќе си јадам гумени, зашто јас сакам гумени. Ќе навикнеш нас да те прави на дрешто? Да. Да пак. Дали ти беше сега интересно да ми кажеш? Да. Ќе дојдеш повторно? Да. Со кого ќе донесеш повторно кога ќе дојдеш? Не знам. И јас мислам дека и дада Ева и другарка ти Ева. И со сестра ми, со татко ми, со мајка ми, со другарка ми Ева и со мене. Со сите, договорено. Дали ќе се почнеме сега и ќе им кажеш на другарчињата чао Да. и да дојдат и они во тимота. Да. Може? Дојдете мушнам сега. Ќе се видиме, маче, добро? Да. Лилеве, колку си златна. Ти благодарам. Денес нашата втора другарка се вика Софи. Софи. Колку години имаш да ми кажеш најгласно? 4. Леле, колку гласно, колку ќе полниш сега следно? 5 години. И после тоа? 6. Софи, ти како се чувствуваш? Ете, толку се 6. Се чувствуваш како голема или како мала? Да. Се чувствувам дека како 7 сум. Ти имаш 4, ама се чувствуваш како 7. Кажи ми колку години имаат големите дечиња, дали знаеш? Големите дечиња имаат 25 мај. Аха, 25. А јас колку години имам, што мислиш?
Вака, погледни ме колку ти личам дека имам години. Колку вака личи дека имам години? Мислам дека 10. Па си погодила. Ти благодарам многу. Што правиш секоја сабајле кога ќе станеш од спиење? Јам заби. Како се ми ја забе? Друго нешто што правиме? Јадеме. Кој ти беше најомиленото јадење? Салата. Салатка, значи не се откажуваме од таа. Со што салатка? Дека ја сакам многу да јадам салата. Многу салатка. На како се викаш? Не знаеш како се викам? Нина се викам. Мама, мене. Ја Софи. Софи ти се викаш? Софи, колку годинки имаше? 4. 4. Колку ќе полниш следната година? На следната година ќе полна 5. И дали имаш идеја со што сакаш да ти биде тортата за 5-тиот роден ден? За 5-тиот роден ден сакам да биде со свекиња. Кажи ми, со цвеќиња? Кажи ми, дали секоја година славиме роден ден во исто време? Да. Како се одлучува кога ќе славиме роден ден? Се учиме кога ќе ни дадат играчки роден ден. Кога ќе ни дадат играчки, кој ни кажува дека денеска ти е роден ден? Кој ни кажува кој ден ќе ни биде роден ден? Ја имав торта. Така знаеше дека ти е роден ден, торта кога имаше? Да. И кој другарчиња ги покани? Како одлучуваше кој другарчиња ќе ги поканиш? Ана, Марко. Па ти имаш многу другари? Но. И кој ти беше најубавиот поклон што ти го купија за роден ден? Зајачето. Ама па ти веќе имаш зајаче. А немам сега. Не видов дома зајаче, дека немам зајаче. Кај ти е тоа што ти го купиле за роден ден? Кога ќе имам 5 години. Кога ќе имаш 5 години, тогаш ќе ти купат. Значи ти сега си правиш нарачка што сакаш да ти купат дечињата за роден ден. Така? Да. Кажи ми како одлучивте ти да бидеш главна дома? Главна кога некој е гладен. Не, главна. Најглавна од сите. Тоа значи дека исто како гладен. Значи кога си главен, исто значи како кога си гладен. Да. Така е. Која ти е најдобра другарка? Другарка ми е Ева. И каде се имате видено со Ева? Каде сте се сретнале? Надвор на граинка. Да? И што правите најмногу? Што си играте со Ева? Играме мече и компјутер. И на компјутер играте? Имаш свој компјутер? Не, има играчка. И како, кажи ми, од сите другарки баш избра Ева да ти е најдобра другарка? Ја најдобра другарка. И ти си најдобра другарка? Да, ама Ана ми дава лепак. Зашто ти е тој лепак? За куклава. За кукла. Сега Ева и Јана ти се најдобри другарки, тие две? Да. А брат ти дали има некој најдобри другарчи? Не. Не? Ти си му само најдобра другарка. Да. И бидејќи имаш помало братче, ми кажа дека ти многу го чуваш бато. Да. Дали е тоа вистина? Да. Кажи ми да ми кажеш како се чуваат помалите братчиња? Дали можеш да ни дадеш упатство како се чуваат помали братчиња? Што правиш ти за да го чуваш бато? Кога ќе бидам мајка ќе правам ручек за дали. Кога ќе бидеш мајка ќе правиш ручек. Што е обврската на мајките дома, да ми кажеш? Врската, кога некој му врска, Што прават мајките дома? Дома прават ручек. А татковците? Што треба татковците да прават? Татковците порачаат некој јадење. И за мајките прават ручек, татковците порачуваат за јадење? Кој е поубаво, порачаното за јадење или мајките што го прават за ручек? Две. Двете комбинација. Најмногу сакаш да јадеш, мама што ќе ти направи? Сакам кумпир манџа. Кумпир, а тато што ќе нарача, што најмногу сакаш да јадеш? Кумпири само. И кумпирчиња. А ти кој ќе бидеш мајка, што најмногу ќе правиш за јадење? Оривче. Оривче ќе правиш за јадење. Одлично. А што мислиш, како зборуваат мачињата меѓу себе? Како се разбираат? Ти ги разбираш мачките кога зборат или не? Не. Мачето кога сака да јаде, како прави? Како мјаука? Дали знаеш што значи тоа желба? Желба е кога нешто сонуваме. Ти што најчесто сонуваш? Сонувам зајац.
Зајаче, вистинско или играчка? Вистинско. Вистинско зајаче. Што мислиш, што прави месечината дори ние спиеме? Месечината ќе биде кога ќе зајде сонцето, ќе биде месечина. Месечините спијат или не спијат? Не спијат. Што прават тогаш? Немаат очи за да спијат. Немаат очи за да спијат. Добро, добро. Значи месечините се будни цело време. А сонцето спие ли? Да. Да, сонцето има очиња? Спие без очиња. Без очиња спие. Кога спие сонцето? Кога зајде сонцето. Тогаш кога заоѓа, значи легнува да спие. Што мислиш, што сонува сонцето? Сонува дека сака да има зајач. Исто како тебе сака да има зајачек. Дали имаш место каде ќе го чуваш тоа зајач? Зајачето ќе го чува на кревет. На кревет мора да му направиш кукичка. Не се го кукичка. Си видела ти некој што чува зајача? Си видела само на телефон. На телефон си видела. Добро, тогаш ќе им направиме препорака на мама и на тато да ти купат зајаче, ќе им кажеме, може? Ама знаеш ли на кој го купуваат мајките и татковците зајачиња? На тие деца што се умни. Кажи ми, дали ти си умна? Да. Што прави за да бидеш толку умна? Играм со брат ми, го гускам со брат. Јас слушнав и дека го чуваш. Знам. И го чуваш? Што правиш кога бато е тажен? Ма бата плаче. И па кога плаче бато, што правиш? Како да го развеселуваш? Морам му дадаме или меканце или сокче. Или што најмногу сака да пие? Или сокче. Ви е довршила оваа реченица. Кога двајца се караат, Училката едното таму на кјоф, другото таму на кјоф. аха, значи кога двајца се караат, учителката што им вика? Не умеат а се кара. Може следната прашам. Кој пее? Како ќе ја довршиш реченицата? Кој пее? Ева. Кој пее? Ева, така ќе ја довршиш, да не сакаш Ева да не спеше на песна Ева што ја пее. Да. Кажи ми каде е сега бато и зашто не го донесе тука? Дека ми ја доцниме. Не доцните баш таман на време. Кај го оставивте бато сега? На кај баба. Сака ли да седи кај баба? Да. И што ќе му кажеш кога ќе идеш дома? Кај си била ти, што си правила? Си правив, дека ја не си пантија. Па ја за тоа не сум те прашала, чекај ќе те прашам. Сакаш да те прашам? Ќе ми кажеш дали имаш симпатија? Имам. Која ти е симпатија? Ја. Како не слушнав ти многу тивко го кажуваш, па срамежливо дури. Како ти се вика симпатијата? Јан. Јан. Изгледа симпатијата твоја Јан? Какви очи има, каква коса има, како изгледа Јан како симпатија? Да, како вако се. Како? Вако се. Како твојата коса, какви очи има? Кафејави. И како одлучи ти симпатија да ти е Јан? Зошто од сите другарчиња во градинка баш симпатија ти е Јан? Што е толку посебен Јан? Дека ме сака. И он те сака? Ти кажал? Како ти рече? И па сега ја одев на училиште, дека Јан одеше на училиште. А Јан е поголем од тебе или колку тебе? Па јас сум поголем од Јан. Поголема си од Јан? Јан може заради тоа те сака дека си многу голема. И што најмногу си играте со Јан? Играчки. Која ти е најомилената игра со Јан? Микрофон. Со микрофони? А кажи ми, Ева, дали има симпатија? Епа исто е ја. Дали две другарки може да имаат една иста симпатија? Да. Да, како вие одлучивте двете другарки исто Јан да ви е симпатија? Дека двете сме другарки на Јан. Дека двете сте другарки. А дали брат ти има симпатија? Не. Не? Он ми е масна, ме кога ќе порасне ќе ве. Кога ќе си порасне ќе си има симпатија брат ти. Не дадичка за да биде он симпатија. Јас сум дадичка за да биде он симпатија. Ти дадичка ќе си.
си му он за да има симпатија. А вака ќе те прашам, дали знаеш што е тоа љубов? Ја. Што е тоа љубов? Љубов е срце. Срце е љубов. Ти кој најмногу го сакаш од сите? Ева и Јан. Како им покажуваш на Ева и Јан дека ги сакаш и како им покажуваш на мама и тата дека ги сакаш? Ева, јас сакам дека они ме сакаат и мен. Како знаеш дека те сакаат и тебе? Дека ме гушкаат. Дека те гушкаат, значи со сите што се гушкаш се сакаш. А на баба и на дедо како им покажуваш дека ги сакаш? Дека они си играат со мене. Си играат со тебе, а Јан и Ева? И Јан и Ева си играат. И Јан и Ева си играат, а дали ние ќе се гушнеме еднашка сега? Да. И само првен ќе ми кажеш дали ти беше интересно? Да. И дали ќе дојдеш повторно? Кој ќе донесеш кога ќе дојдеш повторно? Брат. Брат ти ќе го што да го прашаме бато, еве препорака твоја што да го прашаме бато кога ќе дојде тука? А сега ќе биде црвено. Да, сега ќе биде црвено. Што да го прашаме бато кога ќе дојде тука? Да го прашам дека може да дојде. Другарки и другарчиња, ви благодарам на вниманието, им благодарим и на тимата и Соко Горица за поддршката која што ни ја даваат и оваа втора сезона. Сите оние дечиња кои што сакаат да се пријават и има да ни кажат многу умни работи, може слободно да ни пишете на нашиот Инстаграм профил Децата зборуваат и да се пријавите. Се гледаме следната епизода. Чао!